Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Никола Груевски се предаде. Преку ноќ, како пресечен со нож, запре отпорот на ВМРО ДПМН. Физичкиот. Политичкиот мора и здраво е да продолжи. По 11 годишно владење, ВМРО ДПМН оди во опозиција, но остануваат последиците од руинираната држава. Во изминатата деценија, меѓународната заедница луташе во односот кон ВМРО ДПМН. Менуваше тактики, дему веруваше на Груевски, де се обидуваше да го доброволи, но пред се прилагодуваше на односот на силите на теренот. Моќта на ВМРО ДПМН е произведена со многу дозволени и недозволени средства, долго ги оневозможуваше Брисел и Вашингтон да прифатат дека во Македонија не се случува политичка битка меѓу власта и опозицијата, туку обид на една партија да биде и влада, и обвинителство, и судство, и што е најважно, креатор и собственик на единствената вистина. Менталното злосторство врз сопственото граѓанство со поттикнување фобичност кон се и сешто, со креирање непријатели на секаде околу нас, ќе бара долготраен третман. Што го скрши Груевски во последната фаза и можен ли е нов почеток за Македонија во услови на рушевини на секаде околу нас? За ова вечерва ќе разговарам со новинарката Оливера Трајковска и поранешниот вице-премиер Имер Селмани. И саботажата на свој начин ја коментира актуелноста. Бидете со нас, почнуваме по кратката пауза. Еве не назад во студиото на 360 степени. Вечерва со нас се мојата колешка Оливера Трајковска. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер. И Имер Селмани, поранешен министар, вице-премиер, поранешен пратеник. Благодарам што сте со нас. Здраво. Трајковска, во генералната најава ја поставив дилемата и со таа сакам да почнам. Која е вашата анализа? Што е тоа што го скрши Груевски во оваа последна фаза од процесот? Предпоставам, тоа предпоставува дека не бил скршен претходно. Тоа мислам одамна скршено огледало во парчиња кои до крајот беа еднакво опасни. Ние разговарајќи за главниот проблем со политиките на Груевски, ние гледавме оние патчиња или други моменти кои можеби треба да ни објаснат со што всушност се справуваме. Знаете, Груевски може да стане милионер легално. Преку судските пресуди за клевета, тој само од овие последните што можеме да ги преброиме има околу 100.000 евра. Ако го погледнете анкетниот лист, мислам дека не лаже, тие се единствените легални пари што ги земал на основа на клевета. И сега клеветите се пресудуваат само затоа што на тој сте му нанеле душевна болка, стрес, пореметување од тој обем што треба да прими 50.000 евра. За жал, од снимените материјали произлезе дека Груевски ништо од тоа не потрошил за професионална нега, а цело време носел одлуки за нас. Тој одлучил себе си да се третира преку Марс, Уран, прва куќа, втора куќа, преку гатачки. И ми се чини дека тој одамна бил скршени стакла, од кои што одговори ние не разбравме дека кога веле дека во кампањата да беше Гоце жив, ке му го пратеше ќосето, немаше да разговара со Заев. На крајот некој ќосе околу него одлучи да ги собере ќосињата што ги познаваат, откако претходно ги заведоа во разноразни легални организации, патриотски здруженија, народни фронтови за заштита. И би сакала да речам дека символично, така како што Груевски го отпочна силувањето на македонското општество и на македонската јавност, користејќи ги обилно, плаќајќи ги микрофоните и камерите. Тие обликуваа јавноста каква што ја сакаше Груевски. Настаните сакаа на крвавиот четврток еднакво символично целата таа приказна да заврши од силување преку медиумите во обид за убиство со сталак, кој што исто така е важен дел од приказната со камерите и микрофоните. Мислам дека кога разговараме зошто некои луѓе од ВМРО се појавија меѓу другото во одбрана таму на своите колеги, колку што сакам да ја почитувам нивната можеби човечност, меѓутоа исто така не сакам да одречам дека во нив има и политичка рационалност. Во тој момент бранењето од убиство на колегите
во прв ред беше одбрана од непосредната и директна смрт во истиот момент на ВМРО-ДПМНЕ. Мислам дека тоа на Владко Ѓорчев во истиот тој момент му е јасно, а и нешто подоцна и на Тодоров. Така да прво умреа жалните врби, затоа што беа погрешно насаден концепт, а приказната со ВМРО-ДПМНЕ ми се чини природно умре заедно со палмите, затоа што исто така беше концепт кој не ќе може да вирее на подолг период. Со ова ВМРО-ДПМНЕ. Да. Салмани, велам како со копче, кое што вклучува и исклучува, наеднаш запре во физичка смисла отпорот на кој што сведочевме во изминатите денови, недели и месеци. Тоа коинцидираше на вистина со некои посети во тој период во земјава и многумина во своите анализи сакаат да ги ставаат и тие во мозаикот кога анализираат што на вистина беше пресудно за оваа последна фаза од процесот Груевски да каже готово е, се повлекуваме. Për me dhënë një përgjigje të saktë dhe jo anuse, duhet me u kthy një hap mbrapa të shohim zgjedhjet e kaluara parlamentare. E para është se Gruevski u thy jo një herë, po u thy së paku 5 herë gjatë kësaj periudhe 4 mujore. U thy kur nuk arriti të fitoj 62 deputet, ashtu siç kërkonte nga votuesit e vet në zgjedhjet e dhjetorit të kaluar. U thy për së dyti kur i tha Lamtomir BDI-ja qeverisjes së përbashkët 9 vjeçare. U thy për së treti kur BDI-ja i dha në nënshkrimet zotit Zaev për formimin e mazhorancës së re. U thy edhe një herë kur u zgjoth kryetari i ri i parlamentit, zoti Talat Xhaferi, dhe u thy kur dështoi skenari i një dhune të papar, një tentim vrasje të deputetëve, të një vandalizimi të papar të institucionit që e ka emrin Parlamenti i Republikës së Maqedonisë, i cili ndoshta nga një distancë shumë shpejt kohore, dikush me siguri nga ekspertët juridik mund ta cilëson lirisht edhe si akt të terrorizmit, për arsye se për qëllime politike u përdor forcë, u përdor dhunë, u friksua jo vetëm oponentët, u friksua jo vetëm oponentët politik, po gjithë populli, dhe besoj se në porcione të vogla erdhi dita kur u thi gjithçka që ishte nevojshme që të thehet Gruevski dhe VMRO-ja që ata tërhiqen. Vetëm ta mbaroj mendimin. Vetë fakti se si me një sust u ndërpren gjithë aktivitetet, ajo do të thotë se gjithë vendimarrja në VMRO-DPMNE dhe gjithë satelitat në ombrellën e organizatave jo qeveritare të cilët funksionojnë, qofshin ato patriotike, qofshin ato për çdo ditë që dalin dhe protestojnë rrugëve, do të thotë se vendimarrja mirret me një vend. Vendimarrja mirret për çdo ditë me një vend dhe informata që i kam edhe unë, flasin se zoti Gruevski prej zgjedhjet e kaluara parlamentare dhe këndej për gjithçka vendimet i merr vet personalisht dhe jo rastisht edhe kjo e fundit ishte që u thyen gjithçka. Vizita e zotit Hojqi është vetëm t'i thush një shlak lart tortës e cila i dha një input edhe më të fuqishëm se gjithçka duhet mbarohet, se ata duhet pranojnë se duhet të jenë opozit. Трајковска на свој метафоричен начин, вие низ повеќе настани во изминатите неколку седмици и месеци се обидувате да кажете дека Груевски влезе тешко ранет во оваа последна фаза и дека веројатно и не беше толку тешко да биде финално скршен. Но факт е дека до четвртокот вечерта, до 27 април, барем јавно се чинеше дека ВМРО-ДПМНЕ успева да создаде еден дискурс кој што дури во некои анализи предпоставено го квалификуваше за нова зелена маса, за ново преговарање, за нов пржински договор од кој што може да произлезат разни други излезни решенија. Pakënaqësia brenda strukturave të VMRO-DPMNE-s ka filluar shumë më herët. Ata mundohen të shesën se janë me një vijë,
se fjala e Gruevskit është gjithçka, edhe urdhër, edhe direktiv për gjithë strukturën, gjithë piramidën e VMRO DPMN-s, por brenda në VMRO ka njerëz shumë racional, të cilët e panë se u tejkaluan gjithë vijat e kuqe dhe thjesht aktiviteti i mëtejm i tyre, qoftë politik, qoftë nëpërmjet gjithë këtyre organizatave patriotike, e shkatron Maqedoninë. Dhe jo vetëm që e izolon VMRO-n DPMN në moment, por izolon edhe 10 vitet, 20 vitet e ardhshme që ajo parti politike mos mundet të gjejë një partner në spektrin e partive politike shqiptare. Me këtë politikë ashtu që demonstronin gjithë këto 4-5 muajt e fundit. Ashtu që unë mendoj se brenda për posë se faktorëve të jashtëm dhe mos suksesi i gjithë tentativave që ata të vinë gjatë të zgjedhjet e parakoshme, për atë se në momentin në mbrëmjen, kur nuk arritën të bëjnë qeverin me VMRO-ja, me BDI-n, ata kërkuan zgjedhjet e parakoshme. Mirë po, me gjithë arsenalin që patën, kur nuk arritën të përfitojnë nga kjo situatë dhe të nxjerrin një datë të re për zgjedhjet e parakoshme, e panë se bëhen partia më izoluar në vend dhe në region dhe ata më nuk kanë si perspektiv, jo vetëm si parti politike, por edhe si individ që të bashkëpunojnë të ardhmen për të marrë me politikë. Dhe unë mendoj se brenda ka zëra edhe racional në VMRO DPMN, edhe pse nga shumë njerëz mund komentohet se i kanë tejkaluar gjithë vijat e kuqe, por tani vetë ndërprerja e gjithë këtyre aktiviteteve, si me sust, do të thotë edhe njëherë se promotori dhe iniciatori është me një vend dhe ka emër dhe mbiemër. Трајковска за другиот, може би исто така главен актер во сето. Ми е важен елемент ова. Оти покажува дека и ние не умееме да ги научиме лекциите. Не чувствувам никаква потреба за било каков морален фундаментализам. И сега ние ќе раскажуваме дека ние како знаеме дека таму има разумни луѓе во ВМРО ДПМН. Наша грижа како медиуми и јавност е да не дозволиме некој да биде фрицел што општеството ќе го држи во заложништво. Во ВМРО ДПМН, кој е клуб на луѓе кои се зачлениле, имаат ли тие потреба да си го чуваат својот фрицел во Белата палата, тоа е апсолутно нивна работа. Тоа ламентирање вклучително и на Заев, знаете, има многу добри луѓе во ВМРО, ВМРО нас ни треба. Значи, јас не слушнав до сега, 2,5 години трае кризата, дека 10 луѓе поднесоа оставка во Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Јас не слушнав дека професорот Владо Поповски, кој што е нивен советник за, како се вели, за скромен паушал, има некаков став, гради некаква дистанца. Каде е професорот кој ги обликува во демохристијани Саркањац? Значи, 2,5 години беше доволно време за вистински предизвик. Сега останува една чудна руина од ВМРО ДПМН. Тие што биле умните и што ни требале и што треба да ја поправат, тоа е нивна внатрешна работа. Но, тие во ВМ имаат оставштина. Зграда, која е последица на плячка, и не знам кој би сакал да влезе во кабинетот на Никола Груевски. Имот, кој е последица на плячка, не велам јас, така велат индициите на специјалното јавно обвинителство. Компромитирани букви во целата историја понова македонска. Оти нема историјата на ВМРО да ја пишува статусот на doing business. Историјата ќе ја пишува што во кормиларењето на државата е дострелот до кој што сте стигнале. Во првиот мандат војна, во вториот мандат бевме на граница повторно на граѓанска војна. Во таа смисла, ако има сили, тие се партиски клуб со членски книжки, за мене од овој момент е важно како ќе се однесува партијата која ќе управува државата. За мене е важно дали ќе има доволно јавен фокус на поведението на Зоран Заев визави неговата партија, за да не ни се случи ново ВМРО ДПМН. Оти само тој механизам на контрола внатре во партијата визави политиките на влада, кои ќе бидат политики на на повеќе партии, не само на СДСМ, ќе биде важно да се проследува за да не се случи новото ВМРО. Овие епизоди ќе бидат интересни за правење документарци,
да не налетаме во ситуацијата кога сега многумина ќе сака да се појавуваат во телевизиските студија и да ни раскажуваат колку било тешко. Министер за надворешни работи, кој што има средби, зборували на Централниот комитет. Тој е член на највисокото раководство. Никола Поповски ги примил сите пораки пред да дојде Брус Ли, за да ги соопшти најдиректно на крајот работите. Ние и после крвавиот четврток имаме информација дека ВМРО-ДПМН на Централен комитет одлучила да оди во опозиција. Простете, ама тоа потврдува дека шизофренијата таму продолжува. Како одлучиле? Значи, во нивни раце од Централниот комитет било дали ќе останат власт или ќе одат во опозиција. Настаните и концентрираното ново парламентарно мнозинство се одлуката која по дефиниција ВМРО го прави опозиција. Бидејќи тој состанок кој дојде после крвавиот четврток, јас треба да заклучам дека всушност кога се изведува операцијата и Груевски самиот признава дека го командувал Чавков со наредба дека полицијата треба да делува професионално. Ма дури и да звучи добро, тој нема право да му дава никакви совети на Чавков. Nuk duhet të generalizojmë. Kur flas nuk duhet të generalizojmë, ndoshta në qoftë se generalizohet se gjithçka e VMRO-s është tipike dhe është gjithçka një thes i madh ku ka shumë njerëz të cilët janë krejt të njëjtë, neve, unë dhe ty, nuk bëjmë dallim nga ata të cilët mundohen ti generalizojnë gjithë të tjerët të cilët nuk janë VMRO-DPMN. Këto tipare të generalizimit janë tipare të një fashizmi, të cilën unë personalisht edhe ju, edhe Vasko, edhe shumë njerëz e kemi luftuar që nga fillimi i vitit dikun 2010 kur filloi të paraqitet në paraqitjet e politikave të VMRO-DPMN-s. Kjo është e para. E dyta, i pëlqen ndoshta pikrisht Nikola Gruevskit dhe disa të kreut të VMRO-s që gjithçka në VMRO dhe gjithë votuesit e VMRO-DPMN-s të identifikohen me një tabor. Se ata shumë ma kollaj dhe shumë ma lehtë pastaj do të nxjerrin përgjegjësinë të përgjithshme, edhe do t'ju mundohen t'ju hikin përgjegjësive personale. Unë këtë çka e thash më herët, e them se çdo përgjegjësi duhet të jetë përgjegjësi personale për gabimet dhe dëmet e bëra në të kaluarën. Nuk ka dëm ose nuk ka përgjegjësi kolektive, dhe më pak përgjegjësia personale duhet të shkojë në adresën e duhur për arsye se ne shumë mirë e dim. A veçanërisht organet kompetente do ta zbulojnë se kush dhe si ka urdhëruar qoftë në të njëjtën e përgjakshme që ndodhi në parlament, qoftë në 5, 6, 7 ose 8 vitet e kaluara se si u menaxhua shteti Republika e Maqedonisë dhe parat e shtetit, parat tona. Andaj, në këtë debat, unë mendoj se prap jam në atë vi, se nuk mund t'i generalizojmë, nuk mund të themi se gjithçka në VMRO që e ka librezën e VMRO-s është njësoj, një kallop, me siguri se nuk janë krejt njësoj, por ka shumë aty të cilët kanë emër mbi emër dhe janë fajtor, dhe ata duhet të përgjigjen. Тракуска, ќе ви дадам шанса, но мораме пауза, па ќе ви дадам шанса, ве молам. Благодарам за сега. Ве поканувам да останете со нас. Ова е емисијата 360 степени. Во студиото се Оливера Трајковска и Имер Селмани. Застанавме кај прашањето на одговорноста. Тезата на господин Селмани е дека не треба да се генерализираат работите и дека одговорноста треба да се персонализира. Вие сакате да продолжите дебатот? Истото го мислам. Јас не зборувам за прашањето на одговорноста. Јас само зборувам дека поминаа доволно години во кои тоа што го нарекуваме здраво, вредно, важно, имаше затворени очи. Се ова ќе се случуваше многу побрзо, доколку внатре во клубот стигнеа вистинските гласови. За мене да имате членска книжка во една партиска организација, значи на еден посебен начин да му припаѓате на клубот. Вие не сте гласачи на ВМРО-ДПМН, вие имате додадена вредност, вие имате и членска книжка. Ако досега ние не видовме такви гибања од внатре, јас не ги обвинувам
Јас нема да ги повикувам да одговараат на суд. Јас само велам дека за интимната драма на семејството ВМРО ДПМН не сакам да трошам време. Добро. Просто имаме поважна работа. Има уште одговорноста е повеќе слојна како тема за дебати и во оваа емисија вечер, ова е едно ниво кое што го начнавте во овој дел од емисијата. Другото ниво е конкретната одговорност за насилството за кое што сведочевме во четвртокот вечер. Дали со доаѓањето на новата власт, очигледниот трансфер на власта кој што не очекува во следните денови, ризикуваме да подзаборавиме на тоа што се случуваше во четвртокот и сето тоа да се сведе на одговорност на неколкумина за дело учество во толпа? Па сега не знам, можеме да истражуваме, можеме да проследуваме во зависност од тоа што ќе се случува во институциите. Јас лично се сомневам дека до промената на владата можеме да очекуваме некакви здрави почетоци во Министерството за внатрешни работи. За сега за нас се уште вдашувачки сликите и потребата на телефон да разминуваме скриншотови, дали е ова нормално, го препознаваш ли ова. Ние станавме на ти со имиња Жаба, Пацо, Фантом, Нинџа, што е незамисливо во вестите. Тоа покажува до кое дередже не донесе изведувачката политика на ВМРО ДПМН. Јас себе се што кажав за Никола Груевски сум подготвена да речам дека тој не познава никој од овие. И сега, страшно е што веројатно имал доверба во своето ќосе во партијата, сосема разбирливо, фамилиарно, дека не може да биде предаден. И ние сведочевме на уште една бизарна акција, откако претходно сме сватиле дека тие мува не ги лази да ги искористат сите инструменти на државата. Значи, да речеме дека Чавков потврлил и имало само еден вод. Како е можно во само 90 на луѓе еден вод околу собрание? Да ги донесете баш тие што се на ти со сите криминалци. За мене е звездосувачки дека луѓето во униформа се познаваат со сите криминалци и луѓе од подземјето. Настрана дали имале наредба да делуваат или не. Снимките во кои тие се поздравуваат, меѓу другото има еден однос жала, можеме да имаме и претерани зборови, но бидејќи таму имаме луѓе со две лица, да речеме Никола Тодоров и пратеник и министар за здравство, јас сум подготвена да ви тврдам од сликите кои ги видов во холот, кога тој прилично ноншалантно се поздравува со дојденците, дека во тој момент е пратеник, на кој му се допаѓа, како што вели ТВ Нова, дека народот си го земал парламентот. Кога Белјата оди подалеку, мислам дека на Нино Тодоров му доаѓа на памет дека е министер за здравство. И сите роли што се опишуваат на Нино Тодоров се тие во кои тој треба да помогне околу медицинските екипи и, знаете, доцна на крајот сваќате меѓу другото дека сте и министер кој нешто може да заврши. За мене е страшно дека се познаваат институциите на редот и мирот и подземјето, дека има доволно елементи дека делувале заедно и дека Никола Груевски во парламентот не има испратено луѓе кои инаку знаат дека се во братство подземјето и политиката. Инаку не гледам зошто еден Сашо Василевски доктор така би се завел да учествува во вакви будалаштини. Крајот на се е дека тоа отишло дотаму што и Канчевска, Милевска ги познава криминалците. Зашто да зборуваме сега? А предпоставувам дека оперативно планерот и изведувачот на целата оваа работа е човекот за кој еден ден, ако Никола Груевски биде искрен, ќе ни соопшти дека тој е тој што на крајот му го стави ножот во грб и на него, и на ВМРО ДПМН. Се разбира, не сакајки, но затоа што беше премногу опуштен и раскалашен човек. Не сакам да бидеме суд, но сакам да одржуваме јавен фокус и јавен притисок, затоа што бевме сведоци на насилство во срцето на секоја демократија, во парламентот, настрана за политичката одговорност на господинот Чавков, која што со трансферот на власта несомнено ќе понесе.
Но има ли простори за друг тип на одговорност на директорот на Бирото за јавна безбедност? Vasko, unë kam kaluar mjaft vite në korridoret e parlamentit dhe në zyret e parlamentit. Beso se kam ndjek çdo sekund nëpërmjet mediave, nëpërmjet komunikimeve të internetit, se ajo çka ndodheshte brenda në dhomën e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë dhe ishte tmerr. Tmerr ishte se si u lejua qoftë 1000 ose 2000 vetë të hynë brenda në parlament, pas zgjedhjes së kryetarit të parlamentit dhe drejt për drejt të sulmohen deputetët e mazhorancës. Por deputetët e mazhorancës jo me radhë, në mënyrë selektive. Dhe është e temë tjetër e cila tani hapet se pse ashtu sulmuesit të rebeluar, të egërsuar në mënyrë skajshme, sulmonin në mënyrë selektive deputetët. Pasojat më të mëdhaja e dim se kush i ka deputeti zoti Zjadin Sela, zoti Zoran Zaev dhe 3-4 deputet tjerë. Kjo është e para. E dyta që duhet të potencoj është se ajo ishte simbas bindjeve të mia dhe simbas asaj që mund ta konstatoj, se ishte një tendencë për një uvertyr, për një hyrje të një ndodhije shumë më të madhe në atë mbrëmje që deshte dikush të ndodhje. Ajo është që ora 10 ose 10:30 presidenti i shtetit, Ivanov, jo të dalet të caktoj takim, që ishte nonsens, do më thënë, ishte papranuar, ishte qesharake dhe mos them e tmerrshme, sa i del ora 10, kur ende janë deputetët në për spitale dhe të përgjakur, që nuk dihet a janë gjallë ose të vdekur, a i del cakton takim liderësh ditën e nesërme. Unë mendoj se ai kishte patjetër të dale, por të caktoj ose të shpall ndoshta situatë jashtëzakonshme, që ta tensionoj situatën edhe më të madhe, por mendoj se vetëm gjakftësia e leadershipit shqiptar, leadershipit LSDM-s bashkë me aleatët e vet, ose ti themi leadershipit të mazhorancës re parlamentare, arriti që të bllokon mos të nisen turma të reja, qoftë nga Tetova, qoftë nga Struga, qoftë nga Çairi ose qoftë nga Brendia e Shkupit, të ketë ballafaqim qytetar me qytetar, që dikush ndoshta pikërisht atë e dëshironte të jape një arsye më të madhe në Vodno që ai të shpall gjendje të jashtëzakonshme dhe të bllokon gjithçka që ka të bëjë me transferin e pushtetit. E mira, пресилно ли е да констатираме дека со тоа што господин Села преживеа, имаше среќа и Македонија да преживее во контекст на ова што го зборувате? Unë mendoj se desht ka dash Zoti pariherë që Zoti Sela të mbijetoj. Ne kemi pa videot, jemi dëgjuar me miq, me shok, të cilët i kam pa edhe kështu drejt për drejt në mbrëmje. Zotin Sela ato e kanë zvarritur si trofej. Ishte trofej për vandalistët, për huliganët dhe për njerëz të cilët ishin shkuar atje drejt për drejt të vrasin njerëz, të lëndojnë njerëz, të frigin gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Dhe jo rastësisht thash se dikush duhet punoj në këtë drejtim, se kjo nuk mund të llogaritet si kur pjesëmarrje në grup. S'është as vandalizëm, nuk është as sabotazh, po duhet të shoh ku është kufiri i terrorizmit. Dhe pikërisht kjo është përgjegjësia më e madhe që duhet adresuar me emër, me mbiemër, ata të cilët hynë, ata të cilët e lejuan dhe ata të cilët e organizuan skenarin e sulmit të parlamentit. Andaj unë mund të them se plotësisht ka pas, domethënë, ata janë shumë momente të rëndësishme shpirtërore kur njerëzit me shumicë mendojnë se Zoti Sela shpëtoi, fal shpëtimit të atij shpëton edhe Maqedonia. Mund të ketë një tërheqje, një paralele të këtë kësaj, por unë mendoj se më e mira është se jo vetëm Zoti Sela, por nuk pat edhe deputet tjerë të vrarë, a mundeshin të vriteshin, se ambienti ishte ashtu, por harrojmë një se pat aty edhe njerëz që patën gjakftofsi, patëm njerëz të cilët unë nuk ua di emrin mbi emrin, po të cilët ishim kryesisht sigurimi i Oliver Spasovskit dhe Zotrit Zaevit, të cilët arritën të bëhen mur
ndaj huliganëve dhe sulmojësve dhe të parandalojnë më të keqen, të parandalojnë vrasjet. Se tani shifni, kur i shohëm gjitha ato video ku sulmoj njerëz me gjitha ato shufra të hekurit, me gjitha ato stativa të kamerave, pa ato sulme janë jo vetëm për lëndim, ato janë sulme për tentim në vrasje. Andaj, fati i madh është që nuk ka të vdekur, dhe fati i madh është që ai skenar, i cili plotësisht thëmë se ka qenë skenar, nuk arriti ta shëndron Maqedoninë në një pluhur ose një gërmat të cilët jo që do të vajtonin për parlamentin se u shkatrua, por me siguri se pasojat do të ishin shumë më të mëdha në tërë shtetin. За кој што Не сум сигурна. Оние разулавени луѓе кои ги видовме во прес-центарот, мислам дека нема врска ако делува во рамките на едно сценарио. Важно е, како се вели, да дознаме што се случи во еден момент, затоа што мислам дека времето беше некакво темпирано, за да има смисла тоа во 22:00. Јас сум наполно сигурна дека Иванов имаше само една опција во папката. Со оглед на тоа што веројатно ниту Центар за комуникации во ВМРО функционираше ништо, ние видовме едно ступидно соопштение, ама нешто мораше да се каже, зашто терминот веќе беше запишан. Иванов беше со бел лист. Не знам луѓето кои има задача внатре во прес-центарот, дали на било кој начин веќе, затоа што вела дека најдени се шприцеви, веројатно тука се дотурало адреналин и се останато, но сакам на една само забелешка. Се разбира, сега ние трагаме по некаква символика која ќе ја опише тенката црвена линија на што се наоѓавме во моментот, како и што мислам дека како медиуми ние не разбираме. Ова беше вонредна околност во која имате директен пренос без малку од инцидент кој може да се претвори во нешто страшно. Некои од медиумите веќе емитуваа дека села е во критична состојба и веројатно го губи својот живот. Колку и да звучи некоректно кон гледачите, има околности во кои и ние како медиуми мораме да знаеме дека понекогаш вистината или информацијата мора да почекаат визави проценките за последиците што може да ги предизвикаат. Но ако ми биде дозволено, јас не мислам дека целата вистина е во оваа символика. Добро е што преживеа села на некој начин, со тоа се спасивме од меѓуетнички конфликти, преживеа Македонија. Имам само една додавка. Ние во момент, затоа што премногу брзо се развиваат работите, не сум сигурна дали до крај умееме да говориме кој е сега вистинскиот лидер на албанците. Зошто сметаме да речеме дека ако тоа му се случуваше на Заев, немаше да тргнат од Струга, Чаир, Гостивар или Тетово? Само го поставувам како прашање. Поради тоа сметам дека кога Заев ни вели дека се договориле да го тргнат Али Ахмети за да го поштедат од последици, ми изгледа помалку луд тој план. Оти можел да остане Талат, што има врска, што го бират за собрание, а после можат да го убијат, вклучително и лично Заев, кој што треба да стане премиер, а може да остане. Дури сега не ми е сосема јасно зошто Али Ахмети беше избран тој кој што треба да биде заштитен, а се во контекст на тоа мислам дека во однос на Заев албанците би покажале исти реакции. Имам впечаток дека тој полека неприкосновено го завзема местото на лидер во смисла на политичките очекувања на албанците, неспорно лидерското место кај албанците. Велам, се одвива толку многу брзо, од скоро 50.000 гласови на изборите до денеска, да и ние не можеме да препознаеме кои се трендовите и кој односот. Но тоа што се гледа на социјалните мрежи, мојот впечаток е таков. Претерано е ова што го зборува Трајковска? Оптимистички. Добро, ќе направиме уште една пауза, па ќе продолжиме. Останете со 360 степени. Со Оливера Трајковски и Имер Салмани го продолжуваме разговорот во вечерашното издание на 360 степени. Во овој дел од емисијата Трајковска и Салмани би сакал малку да погледнеме перспективно. Ќе се случи трансфер на власта.
се чини дека така се поредени фигурите на масата. Па еве и ВМРО одлучила да иде во опозиција. Има ли шанса да се исчекори брзо напред, а тоа да биде видливо за граѓаните, бидејќи очигледно констатираме заеднички дека имаме рушевини на секаде, пред се во институциите на системот? Unë së pari kisha dashur që kisha dëshiruar si qytetari i këtij vendi që presidenti i shtetit Ivanov t'jap mandatin Zaevit, ashtu siç kërkon tani shumica e re parlamentare në emër të parlamentit e dërguar me letër nga ana e Talat Xhaferit. Има сигнали дека тоа би можело и најверојатно и ќе се случи, Заев подава рака. Duhet të ndodhe, domethënë duhet të ndodhe, po asgjë nuk është e sigurt të Ivanovi, barem djerë tani është dëshmuar ajo, se në sekundën e fundit gjithçka mund të ndryshon taj. Duhet ajo të ndodhë që të kemi një transfer sa do pak të qetë dhe të rahatshëm të pushtetit. Pritjet janë shumë të mëdha. Kur flasim pritjet janë shumë të mëdha, jo nga premtimet e partive politike, se çdo parti politike gjatë fushatës ka premtime, ka program. Por mendoj se aq janë të dëshpruar qytetarët nga jo perspektiva e cila u krijua 3-4 vitet e fundit, qoftë ajo ekonomike, qoftë ajo jo perspektiv e vendit në aspektin e raporteve ndëretnike, raporteve ndërfetare e tjerë, sa që nga qeveria e re, në krye me zotin Zaev, pritet si me mrekulli që t'i rregullon jo vetëm çështjet e vendimit të drejtës e para që duhet, domethënë vendimi i rendit dhe drejtës dhe funksionimi i institucioneve të shtetit në mënyrë me kushtetutë dhe me ligj ashtu siç përshkruhet dhe në mënyrë të barabartë për gjithë qytetarët. Rikthimi i ngritjes ekonomike, mundësia për të punuar dhe për të ushqyer familjet e veta qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Nuk dyshoj se zoti Zaev do të përmison dhe do të bën hap shumë të madh në ndërtimin e raporteve ndëretnike. Këtu ai e ka dëshmuar këto, ti themi 1 vit, 2 vitet e fundit dhe besoj se aty do të ketë përmirësim edhe në raportet ndërfetare, por gjithmonë duhet mos harruar se VMRO-ja me deputetët e vetë dhe me votuesit ose përkrasit e vetë, gjithmonë mund të jetë një pengesë e cila duhet kalkuluar nga shumica e re parlamentare, se nuk do të jetë aq lehtë të zbatojnë programin dhe qëllimet e veta. Колку пречка се и предстојните локални избори? Unë mendoj se zgjedhjet lokale nuk do të mund aq shumë shpejt, as të mbahen, as të organizohen, së paku duhet të për 6 muaj të vazhdohet. Ke mora verjetno da se po gjerë fund vitit ka gjasa që të mbahen ato zgjedhje dhe duhet të mbahen, për shkak se duhet funksionoj edhe pushteti lokal. Nuk do t'jenë pengesë zgjedhjet e ardhshme lokale, për arsye se kemi një mazhorancë të re parlamentare e cila veç më ka paralajmëruar se do të bashkëpunon edhe në këto zgjedhjet e fundit që do të mbahen lokale dhe me siguri se raportet në terren do të ndryshon vis-a-vis edhe numrit të këshilltarëve, edhe numrit të kryetarëve të komunave, të cilët shumica e re parlamentare do të marrë në numër më të madh. Por ajo nuk është më esencialja. Më esencialja është të vendohen të mirën institucionet në duar të shëndosha, nga ekip profesionale, normal politike, e cila do të ketë një përkushtim maksimal që institucionet e vendit, qoftë ato të sigurisë, qoftë ato të drejtësisë, qoftë të prokurorisë, të shëndetësisë, të arsimit, të ekonomisë, t'i vendon në binar. Ekonomia e vendit është në humner të papar. Duhet shpëtuar nga kjo situatë, për arsye se të rit e humbën perspektivën dhe më e keqja është se qoftë Maqedonia Lindore, qoftë Maqedonia Perëndimore, dita ditës më pak kanë njerëz ku jetojnë. Me vtora treta ekonomia vo Evropa po rastot. Për 100.000 euro ose për 500.000 euro mund të shkruani jo në Doing Business, por edhe në gazetat më prestigjioze amerikane të shkruani për rezultatet e mira që ka Republika e Maqedonisë. Por realiteti është shumë më i hidhur. Ekonomia është shumë më e dobët se ajo që
përshkruhet në numrat statistikore që jep vetë enti statistikor. Andaj, mendoj se Zoti Zaev dhe shumicës e parlamentare, ministrave dhe drejtorve, i pret një punë shumë e rëndë, shumë e madhe, por para se gjithash, mendoj se drejtësia dhe rendi në vend ka prioritet që të kthehet. Što treba da bude prioritet, според вас? Прво, да не оди кај Иванов. Мене тоа ми изгледа како денеска некој да отиде на исповед кај Агат Ангел. После се што видел од владиката Агат Ангел. Прво мислам дека е навистина непристојно било кој да смета, не велам сега уставно против уставно, да смета дека има право да ве праша дали верувате во целовитоста на земјата, дали ќе ми потврдите дека сте за унитарна Македонија, кај Иванов не затоа што е компрометиран, туку затоа што другата страна има обврска да сочува некаква морална вертикала. Знаете, постојат прашања кои ниту приватно не смеете да си ги поставите еден на друг. Од типот на оние, ја сакаш ли татковината? Какви што ВМРО ДПМН наметна дека има и мерач преку кој ни проверува. Кој ја сакаме, кој не ја сакаме, кој сме предавници, кој не сме предавници. Добра, ако тоа Трајковска го леснува процесот во оваа фаза, по толку многу што ќе скрати тензија. Наместо да го даде 7-миот ден, овие ќе изберат влада 12-тиот ден од писмото на Талат Џафери. По мојата мерка, тој додворувачки однос остава лош вкус, дека па и ние со Иванов си се послужуваме за кога ни треба. Еднаш јасно го квалификуваме која е неговата позиција во македонската политика, ама кога ни треба да завршиме работа. Ама утре, ако сакате да именувате пристоен амбасадор во Брисел и во Вашингтон, тоа не можете да го направите без Иванов. Да, добро. Во последно време колку од амбасадорите се повлечени, колку време функционира оваа земја кога во главните центри реално нема амбасадори. Кога му завршува мандатот на Иванов? 2019. Некако мислам дека тој треба да биде испровоциран да си се врати, ако е тоа возможно, во некаквото лежиште. Јас сакам точен ракопис кој ќе ми сведочи дека не се работи за подкупување на довербата. Ова е предизвик во кој Иванов може да ни покаже дека може да живее во кохабитација и дека го разбира тој процес. Јас сум наполно свесна дека тоа носи своји последици, но еднакво не ми се допаѓа јазикот со кој Заев доверливо уште да почна да вика почитуваниот господин Иванов, ја превртува целата приказна. Што се очекувањето околу владата? Не смее да сгреши во кадровските поставувања. Ќе бидат ли тие доволни, дури да биде и Dream Team, ако цело време зборуваме за партизирани институции до корен, што се вели? Јас мислам дека ние не смееме да си дозволиме да живееме интимен процес во кој луѓето на Заев или владата на Заев секој ден ќе не вџашуваат што нашле отварајќи ги фиоките после ова ужасно наследство. Затоа на почетокот велев дека е многу важно да се занимаваме не со руините на ВМРО ДПМН, туку со капацитетите на СДСМ. Партијата ќе биде исклучително важно во каква кондиција ќе одржува полемика кон владата која е коалициска и колку владата ќе има сила да отвори сега еден партиципативен процес. Ако ние се согласуваме дека ова режим, имер режим не може да стане зашто Никола решил, туку зашто имаше многу шрафови, кога ќе речеме дека треба да демонтираме оставштини од режим, нужен е партиципативен процес во кој занаетчиски во различните јадра ќе ја вратиме шансата да учествуваат оние за кои законите и промените се однесуваат. Законот за високо образование, па најпаметно да мислеле СДСМ, тогаш кога ја водеа битката со ВМРО ДПМН, сега не може да влезе во процедура без сериозна партиципативност на кругот кој директно го засека. Добар дел од прашањата на реформите морат да се вратат кон
јавноста, општествената јавност, мора да излезат од кругот на политичка партија која имала мнозинство и ќе биде сукцесор сега на оставштините од ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е невозможна задача. Ние мораме да почувствуваме сите дека ќе станеме мозаик во една обнова на руините на нашата држава. Едно од најчувствителните... Тоа не сум подготвена да го довериме на Едно политичка од партија. најчувствителните области во таа смисла е веројатно судството. Таму владата нема бројки за самата да инициира после некаква јавна дебата од која што ќе произлезат некакви предлог решенија, нема бројки самата да инициира сериозни реформи. Како без реформа во судството може воопшто земјата да продолжи да чекори напред? Јас ги слушам тие приказни кои се поврзани со карактерот на човечкиот материјал. Ќе видите само првиот ден кога ќе паднат, се тоа ќе се преврти, предпоставувам ќе бара други кабинети и повторно да бара нарачки, кажете сега што треба да правиме за вас. Тоа се потpuno исти приказни. Подземјето шета од една до друга куќа, судиите шетаат од една до друга политичка палата. За мене, пред да се занимаваме со тоа прашање, навистина ќе биде важно дали ние ќе ја вратиме довербата во возможноста долгиот пат да биде наш пат. Тој не може да биде пат на Заев, Ахмети, Зијадин Села, затоа што зборуваме за обем и карактер на промени за кои не е доволна само политичка елита. Мој впечаток е дека и по овие сигнали што ги добиваме, замислете сега, одеднаш Врховен суд сваќа дека председателот на судскиот совет на синдикатите не е вистинскиот председател на синдикатите. Ке сведочиме ние на такви сега безброј судски одлуки. Ми се чини дека постои битка која внатре во судовите, постои некакво морално вјерују, постои некаква, како се биле, професионална етика, која час поскоро ќе треба да ја видиме. За тоа што ние си го замислуваме е невозможно, дури како вели Заев, со генерален реизбор во судството да стигнеме до цели, меѓутоа сега дури беше загубен ориентирот какво судство ние сакаме. Јас не мислам дека за мене најважната алатка од која би сакала веднаш да видам колку владата е сериозна се реформите во МВР. Во тајните служби, предпоставам. Не само во тајните служби. Ние поради овие налудничави акции сме на границата во која најголемиот дел од луѓето кои се во униформираниот дел на полицијата не се чувствуваат нималку безбедно и професионално. Кога ќе се доведете до ситуација дека вашите службеници се чувствуваат дека се топовско месо на играчите во врвот на партијата, каде веќе во врвот на хиерархијата на МВР-то, каде веќе не се знае кој командува, а има такви приказни за диво насалје кој всушност навистина командувал, поставувањето на работите. Освен МВР, важно е за мене расчистувањето со политичко-криминалното подземје. Не знам како тоа се изведува, но она што не го сакам е да ги прегледувам Facebook профилите на полусвет, за да заклучам што се случува со високите функционери на ВМРО-ДПМНЕ. А таму ќе ги видите сите ручеци, слики, братски, брат, јасити, средби, останато. Сакам такви слики да бидат минато. И за мене лично важното Македонската православна црква, која треба да остане наше лично определување, како што во раздружувањето со поранешна Југославија сметавме дека војската треба да остане во касарните и тоа е основниот предизвик. За мене метафорично, сега основниот предизвик е дека клерот или елитата Македонската православна црква мора да си остане во црквите. Ако сака Заев да ги посетува, нека ги посетува, но не очекувам, ниту посакувам тоа јавно да ми го покажува, вклучително и дека кога на интервју за странска телевизија зад себе држи слика на Исус. Просто сакам да бидам внимателна од почеток и секој од знаците да бидам подготвена гласно да говорам
дека не ми се допаѓаат. Евентуално завршни зборови, инаку завршуваме. Значи, спомнав неколку работи претходно, сакам само да додадам дека освен војдувањето на редот и правдата, враќањето на довербата кон институциите, сето она што Оливера го кажа пред малку, економијата, меѓуетничките односи, не го чачнавме во оваа емисија, а изгледа како да веќе и не ни е битно како граѓани на Република Македонија, заборавивме кои се стратешките определби во надворешната политика, НАТО и Европската унија. Мислам дека час скоро треба да се надминат сите пречки да станеме членка на НАТО. Тогаш мислам дека влегуваме во едно семејство каде што секој од нас, не само Република Македонија, секој од нас ќе чувствува дополнителна сигурност за себе и за својата иднина. И тоа е многу битен елемент за кој што очекувам ова влада сега, новата влада, да ја оствари во својот мандат. Добро, благодарам многу што вечера бевте мои гости. Сега нам беше интересно за публиката. Го најавувам Сречко Поповски и неговата саботажа. Надмени не баре просветители, а не обични лажни пророци, спокојни како со својата реторика да потикнувале светски мир, а не атмосфера на братоубиство. Оние што беа на чекор од тоа, од неповикани чувари да станат одговорни гробари на Македонија, уште и ги бранат ѓаволските рогови кои им никнаа на нивните добри духови, квалификувајќи ја реакцијата како можеби нагонска, ама не и неразумна, неумесно компарирајќи го животинскиот инстинкт со тоа што човек треба да го има во главата. Ако ја ставиш жабата најнаш во врела вода, она ќе реагира, ако по полека ја вариш, жабата на крај ќе си угине без многу претање. Во таа жабокречина од која не се црпи родолюбие, туку чемер за власта на партијата, провикнува и дамата со јатаганите, таа која камуфлирајќи се за Данте Поповски индиректно ја стимулираше потребата некому да му се стемни, за да фати ноќта на долгите ножеви. И натаму вергла на истата плоча, поистоветувајќи ја нужната одбрана со умислениот обид за убиство. Кога Зоран Заев реши да впери куршум и пиштол врз сопствениот народ, јас велам, со еден куршум не се убива народ. Па било тој да е во салата горе, удрен, или вториот некаде на страна летнал. На ова соучеснички се надоврзува и мудроста новинарска која веднаш се повикува на врвни авторитети, која потврдуваат ингениозната теорија на директорката и тоа некој било, туку креаторот на правното обезличување на државата, символот на хабаријата во судството и неправдата. Вашиот став го делат и од аналитичарите кои што ги консултираше телевизија Нова. Михајло Маневски, поранешниот министер за правда, вели откако пукаа во собранието на Македонија и на народот му вперија пиштол, Зоран Заев и СДСМ удрија по народот. Народот мора да биде казнет за да се спасат тие како најголеми виновници, подсетува Маневски. Изгледа дека тоа ниво на доверба во супремацијата на неприкосновениот лидер и неговата врхушка било толку големо што без да знаат за колапсот на срамната историска страница. Интелектуалците од кампот и натаму му се поклонуваат и ја благословуваат неговата богоугодност, сметајќи на цврстината и непопустливоста. Едноставно да воспостават свој режим, нели, воен дефект влада и да зацарат со структурите на моќта, на политичката моќ во државата, но тоа никако не им иде. Не им идеше до сега, нема ни да им оди. Посебно од денот четврток, 27 април, кога на вистина се покаже кој е кој во државата. Требаше повеќе од еден ден за да бидат расчистени сите дилеми, ама не околу тоа кој е кој во државата, туку што се вредности, демократија и право. И кој ги злоупотребувал, па морало да им се подчини на оние кои што побарале од него да понесе одговорност за нивната грандиозна контаминација. Веројатно во Мордовија ќе притиска локални парламентари да бидат заедно. Заедно ќе притиска и ќе видиме дали ќе успее. Бидејќи он и сега притискаше, па не успее затоа што не зависи тоа од ВМРО, ДПМН е туку од меѓународната заедница. Меѓународната заедница има начини, гледаме на притисоци кои ги остварува доста успешно и до сега можеби малку попуштил ВМРО, не малку повеќе, меѓутоа сигурно не попуштил тоа што сакала попушти, туку и ВМРО, ДПМН бил уценет. И на крајот,
како единствена порака која треба да стаса до секого. Phenomenal, untouchable people and beings може само да видите во science fiction филмовите што ги продуцира Холивуд, правејќи индустрија за забава воедно шашардувајќи ги умовите на оние од третиот свет. Македонија не е Холивуд и во митот за недопирливост веруваат само оние што сметаат дека ова е само филм. 360 степени за вечерва завршува. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме и в понеделник од 22:30. Пријатно.